Дури сега кога автопатот од Скопје преку Миладиновци до Штип станува реалност, се гледа колку погрешија Црвенковски и Петковски, подпомогнати од тогашниот коалицијски партнер Љубислав Иванов, кога кон средината на 90-тите години го изместија железничкиот коридор исток-запад од Кочани и неприродно го трасираа преку Куманово и Крива Паланка заедно со Псача. Ако тогашното државно раководство одлучуваше според реалните состојби и потреби на државата, сега наместо грдите споменици кај Кратово во Источна Македонија ќе профункционираше пруга која ќе ги оправдаше инвестираните средства. А покрај пругата логично ќе се создадеа предуслови за автопатско поврзување на овој дел од државата со Скопје и понатаму. Може само да се претпоставува што ќе добија Кочани, Виница и другите градови во овој дел од државата. А какво значење е автопатското поврзување најдобро знаат стопанствениците, од кои голем дел секојдневно го поминуваат патот од Кочани до Скопје. При тоа, особено на делницата до Велес, трошат време и нерви заради честите застои кои ги предизвикуваат товарните возила на тесниот и криволест пат со минимални услови на безбедност. Автопатот чија изградба започна не само што ќе го скрати растојанието за 30 на километри, ќе овозможи побрз и поефикасен сообраќај, што ќе создаде услови дестинацијата од Кочани до Скопје да се помине за помалку од 1 час, особено откако ќе се изгради третата коловозна лента од Кочани до Штип со сите корекции на трасата, но ќе остане нелогичноста железничкиот коридор исток-запад да оди кон Крива Паланка, автопатот кон Штип и